Океј, слобода. Денеска ќе зборувам за слободата. Дечки, интересно е дека у суштина интересно е како слободата е поврзана со многу работи и денеска баш ќе објаснувам на таа тема. Како стварно да ја добиеме слободата. Ние како битија сме слободни. Нели никој не може ништо да ти направи затоа што ние сме духовни битија. Духовното битие е по дефиниција само по себе слобода. Сум зборал за душа, може да го видите, има едно многу убаво видео, разлика помеѓу душа и ум, на мојот YouTube канал ДР Зарко Костик, таму зборам за душа и е многу убаво предавање на тема што е душата како духовно битие. Нели ние сме ништо, а сме све, ние сме творци на работите, ние како битија создаваме идеи, креираме идеи, и со самите идеи кои што ние си ги имаме и си ја правиме намалувањето на нашата слобода, поради тоа што гледате, слободата доаѓа исто така од вашата идеја. Слободата доаѓа од колку можеш да посегнеш, слободата доаѓа од каков ментален став имаш. Доколку човекот има ментален став дека не може, дека не го бива, дека е тешко, дека во Македонија не може да се успее, тоа ја лимитира неговата слобода, поради тоа што лимитирачкиот фактор на духот уствари идејата. Затоа што ако човекот има идеја за неспособност, тогаш тој е ограничен и на некој начин самиот си ја намалува својата слобода. Поради тоа што, гледате, ако ние имаме идеја дека не бива и дека можеме, дека тука можеме да го направиме својот сон и дека тука можеме да го живееме најубавиот живот и дека еве овој живот ке е рајот кој што сакаме да го искрираме и да го ствараме, гледате, ние ќе имаме поголема слобода, поради тоа што нема да се ограничиме самите ние, дали ќе имаме препреки во остварување и реализирање на целата, секако поради тоа што тој е дефиницијата за игра од филозофот Хабард сум спомнал, вели играта се состои од цели, препреки и слободи. Гледате, ако имаме цел да даеме гол во фудбалот, имаме ли препреки 11 играчи имаме? Имаме слободи, можеме да подаваме, да трчаме, да едноставно ги имаме правилата на играта. Секој игра има ограничување и има слободи. Секој игра има ограничување и има слободи. Гледате, ако човекот сака само да е слободен и ако сака само да си уживка, ќе видите поради тоа што животот и игра ќе му се наметнат сами по себе предизвиците и препреките, поради тоа што мора човекот да има некоја цел, затоа што иначе каде ќе одиме? Така безпредметно уживање по цел ден, лежење, досадно е. Да, слобода е, но слободата уствари, барем ја така го разбирам ова моје видување, ја користиме за да ги надминеме препреките за да стигнеме до целта. Затоа што ако јас имам слобода, ами ако имам ограничување за нешто, затоа што гледате, човекот кога има безлимитно, нема никакви ограничувања, нема никакви граници, тоа е убаво. Така, кога ќе сме дошле некаде на хоризонтот и го гледаме во морето и гледаме во пространството, знаеме дека имаме голем простор и се чувствувам убаво. Да не се навраќам, многу пати го имам кажано, дефиницијата за анксиозност доаѓа од латински збор ангере, што значи да гушиш некого. Ангере доаѓа од збор ангст, кој што на индоевропејски значи мал простор. Индоевропејски е стари јазик од кој што се развили индиските европските јазици. Ангст значи мал простор, ангст на германски е страв. Стравот. Што е страв? Лимитирачки идеја. Знаете, анксиозноста што е? Не сум способен нешто да надминам. Леле, се плашам, да ќе успеам, нема да успеам и така натаму. Но гледате, ако анксиозноста и стравот, тоа е на некој начин, ако човекот има анксиозност и има страв, он сепак има некоја лимитирачка идеја која што е поврзана со себе. Зборот депресија, де е надоле пресија, притисок, значи повторно мал простор, повторно е некое ограничување. Така да, дел од слободата е да имаме ние верба во самите нас, дека можеме да надминеме дадени препреки за да бидеме слободни од ограничувачките идеи. Замислете, имате некој човек што се плаши да излезе од дома. На него стравот дека кога ќе излезе од дома можеби нешто ќе му се деси му е многу реален, но сепак е стравот во неговиот ум. Не е толку вистина дека он ќе се соочи со некои страшни предизвици кога ќе излезе од дома. Тоа умот му го прави. Тоа е еден реактивен ум, за кој што сум зборал исто објаснет во книгата Дианетика од филозофот Хабард, како тие трауми од минатото фактички ни прават ограничувачки идеи, ни прават идеја дека не можеме да имаме нешто што го сакаме. Секако во таа книга има техника како да се ослободи човекот од тој реактивен ум. Но гледате, целата идеја е, ако ние
имаме самите ние лимитирачка идеја кој се ја спречува слободата. Ние се ја спречуваме слободата. Се слагам јас ако некој цело време ти вика не си способен, не те бива, не си способен, не те бива, за ништо не си способен, така натаму. Ти почнуваш да ги добиваш тие информации во твојот ум и после тоа самиот ум почнува да ја рефлектира таа мисла, поради тоа што 100 пати кога ќе му кажеш на некој човек лага, како викаат станува вистина, затоа што бомбардиран човек со дадена информација, он после тоа почнува да ја рефлектира. Таа информација, тоа е основата и за маркетингот, и за промоцијата, и така натаму, и така натаму, и така натаму, затоа што човекот доаѓа до дадени идеи во својот ум од некои идеи кои што ни се кажани. Се ако некој ни кажува надвор е опасно, страшно е, негативно е, нема да успеш, и ако имаш таква околина, мислам дека ќе имаш помалку слобода, поради тоа што умот твој ќе почне да ја лимитира твојата идеја, поради тоа што ако човекот го прифати дека навистина е така, дека навистина е тешко, дека навистина не можеме да успееме, што и да е, гледате, ако човекот го прифати тоа, она што ќе се случи, тој почнува да верува во тоа и како верување кој што го има, после тоа, гледате, он си го прави тој свој ментален кафес да не може да излезе од него. Но станува збор за ментален кафес. Во најголем број на ситуации луѓето страдат од сопствениот ментален кафес во кој што се ставени поради тоа што нивната идеја за нивната неспособност да се справуваат со предизвиците и препреките во животот. Но ајде да се вратам на една многу убава друга дефиниција за слобода од истиот филозоф Хабард. Вели слобода е a lots of space and ability to use it. Многу простор и способност да се искористи тој простор. Зашто гледате, ако ти имаш многу простор, имате луѓе кои што имаат многу простор, како да ви кажам, може да имате некои луѓе кои што живеат во не знам, куќа со 500 квадрати. Ама човекот седи цело време во една соба, не сака да излезе, тој за џабе има простор затоа што нема способност да го искористи. Гледате, ако човекот има простор, во тој простор он мора да изгради нешто. Луѓе, ние мора да изградиме нешто. Ние сме креатори, ние сме творци, ние сме создавачи на работите. Сега, прво ти треба да замислиш дека имаш некоја идеја и дека имаш некоја цел, имаш некој игралиште. Но кога, а игралиштето што е? Скопје, Македонија, планетава Земја, за различни играчи, колку е поголем играчот, поголем му е терено за игра. За некој играч што е многу играчиште, гледате, ако е некој играч е играчиште, тогаш планетата Земја му е поле за играње, ќе видите Илон Маск се сака да го освои Марс и други планети затоа што е веројатно големо бите и сака да освои повеќе простор и поголема територија, но самата цел и големината на вашата цел ја одредуваат исто така и големината на способноста, но за да ги надминеме сите тие предизвици, што ни треба? Ни треба знаење. Луѓе, што е тоа што ни ја зголемува слободата? Знаењето ни ја зголемува слободата. Знаењето ни ја зголемува слободата, а работата на себе, од каде ни доаѓаат тие лимитирачки идеи, како да се ослободиме од тие лимитирачки идеи, тоа ни ја зголемува нашата слобода. Поради тоа што ако човекот не учи, гледате, ако не работи на себе, ако не доаѓа до конструктивно знаење со кое што ќе го освои животот и ќе ги совлада предизвиците на патот кон целта, тој прво нема способност, за тоа не е слободен. Поради тоа што страда од сопствената неспособност. Зашто кој е послободен? Послободен човек кој што има повише способности. Зашто? Па поради тоа што има самодоверба дека ќе ги надмене предизвиците кои што се на патот на целта. Да се вратиме на цитатот од филозофот Хабард, играта се состои од цели, препреки и слободи. Сега, ако ние дел од слободата е ја да знам, сакам да завршам медицински факултет, имаме 70 и кусури испити, не знам николку испити има на медицински факултет веќе. Имате, ајде да речеме 73 испити. Плюс 4 катли професори кои што професорот треба да ти е слобода, не треба да ти е препрека. Ме разбирате, исто така во бракот, брачниот сопружник треба да е слобода, не треба да е препрека. Но тие си ги мешаат улогите. У бракот брачниот сопружник станува препрека, на факултетот професорот станува препрека наместо да стане слобода, менаџерот станува препрека наместо да стане слобода, вработениот станува препрека наместо да стане слобода, затоа што гледате вработениот кој што не е волен, кој што не ќе да работи, кој што не ќе напредува, тој е препрека, тој не е слобода. Некој кој што е мрчатор постојано на работното место, тој е препрека, тој не е слобода. Менаџерот кој што е арогантен, кој што нема разбирање за вработените, кој што можеби не знае како да постави таргети, може не знае како да направи игра за да ги заинтересира луѓето, тој исто така може да биде препрека, да не биде слобода. Ама од нас е дали ќе бидеме слобода и дали ќе бидеме препрека.
Може да имате некој комшија кој што ти е препрека поради тоа што кога ќе ти дојде на кафе цело време те труе со негативни работи, со негативни идеи, тој ти станува препрека наместо ти биде слобода. Некој што цело време те критикува ти е препрека, не ти е слобода. Некој што те пофалови, кој што ќе ти дае знаење, кој што те мотивира да ги надменеш предизвиците во сопствениот живот, тој ти е слобода. Затоа што, гледате, ова е, да се вратам на еден текст кој што читав исто до овој филозофов Хабард, вели ова е дуален универзум. Што значи дуален? Двоен, има плюс, минус, топло, ладно, машко, женско, ден, ноќ, победа, пораз, препреки, слободи. Луѓе, за да и слободата биде слобода, мораме да ја поврземе на некој начин со препреки, иначе нема да ја разбереме. До нас е, мислам, ние сме слобода да се разбереме, но во животот што ќе правиме ако немаме некоја игра? Затоа што гледате, целата поента во животот е да имаш игра. Зашто? За да ти биде интересно. Затоа што, како викаат, на слободниот ум и на слободните раце ѓаволот одма работа ќе им најде. На слободниот ум и слободните раце ѓаволот одма работа ќе им најде. Гледате, имате демони, имате ангели. Све е двојно во универзумот, поради тоа што ова е двоен универзум. Имате препреки, имате слободи. Како човекот да ја задржи слободата преку одговорноста? Поради тоа што одговорноста е таа која што ќе најде решението за препреката. Кон што? Кон конструктивната цел. Ако човекот сака да биде одговорен, тој ќе се ја зачува слободата. Неодговорноста фактички му ја намалува слободата поради тоа што прави препреки. Имате некој човек кој што не е одговорен, кој што можеби не дошол на време дома, не се јавил дека ќе закасне, шо и да е. И после тоа имаат кавга, зошто? Поради тоа што немало одговорност, после тоа има проблем. Некој дете и рекло на мајката: мамо, ќе дојам дома со другарчиња после школа, може ли? Може, сине, ама да се исчистите после вас. Ама децава сакале слобода, гледат, они сакале да си играат, сакале да се занимаваат, што и да е, да се случува во нивниот живот. Гледате што се случило. Она што се случило е, почнале луѓево да мислат дека окей, ќе си отидат они другарчињава дома, него не му се чистило, доаѓа мајката дома, разочарана е како све е прљаво. Мајката наредниот ден станува проблем за детето, затоа што детето се треба да иде некаде во некој мол, мајка му вика: не те носам. Зашто? Мајката не станала проблем. Мајката станала проблем поради неодговорноста на синот. Затоа што секојаш човек кој ќе има неодговорност, он ќе се ја привлече препреката. Не ќе некој да чита лектира за време на за време на летен распуст, заврши летен распуст, колку лектири прочита деца, не знам, ама да ви кажам искрено, тоа е еден феномен, веројатно со лектири и летниот распуст, чисто за да нема цело време слобода, предпоставам дека е заради тоа, затоа што друго да правиш, ај лектири ќе читаш за време на летниот распуст. Ама се припремаш за да имаш поголема слобода за време на школство, нели? За школската година. Што е тренингот? Тренингот е препрека со која што те припрема за слобода. Муабетов ми е, ние ако сакаме да имаме успешен и добар живот, мораме да имаме обврски и мораме да имаме одговорност. Поради тоа што ако ја немаме одговорноста, тогаш сакаме да ги занемариме препреките и предизвиците кои што се дел од одговорноста, како да ја задржиме нашата слобода. Гледате, кога човекот е посветен, он што прави кога е посветен? Он е слободен, ама не е слободен. Ајде да размислиме. Кога човекот е посветен, он е слободен, а не е слободен. И затоа посветеноста, мислам дека е најубаво решение за све. Зашто кога човек е посветен, он се соочува со предизвици, но затоа што е толку многу посветен, не му се мешаат во неговиот живот и има својата слобода. Човек што не е посветен, човек кој што не е одговорен, кој што нема своја цел, кој што нема своја визија и нема своја игра, он ќе влезе во некоја игра, затоа што мора во околината ќе му најдат работа, ќе му најдат обврски, ќе му најдат ангажмани. Најголемата слобода е да ја гледаме играта која што ја играме како игра и да ја сакаме. Зошто? Затоа што ти ако ја сакаш играта во која што си, ја обожавам да држам мотивацијски предавања, обожавам да држам консултации со луѓе, не го гледам тоа како препрека. После овој лайф имам консултации. Ама гледате, поради тоа што го сакам тоа што го работам, фактички препреките стануваат слободи. Поради тоа што ставот кој што го имаме кон околината, ставот кој што го имаме кон нештата, е тоа нешто кое што уствари не прави дали ќе се чувствуваме слободни или не. Ставот. Имате некој човек кој што има многу пари, има лош став, тој не е слободен. Не е слободен од него. Он е слободен од материјалниот универзум.
поради тоа што ги има парите, ама не е слободен од него. Имате некој човек кој што има добар став, кој што може финансиски не е на тоа ниво, тој за мене е послободен, поради тоа што ќе ги најде решенијата да дојде до финансиите. Ама ставот како што ќе ве заглави, ништо нема да ве заглави. Нема да ве заглават ни родителите, со некој што мисли, родителите ми го направи ова или она заради тоа што родителите ме кара, јас сум таков, не ве заглавило родителите, поради тоа што ти си прифатил дека тоа што ти го кажале они, со нивните можеби лимитирачки идеи дека ќе е така. Но родителите во најголем број на случаеви се слобода. Зашто? Затоа што родителите ни даваат знам моите родители што направиле за мене. Јас се шегувам на многу од овие лајвови, изборам за дадени ситуации каде што сум имал дадени проблеми со нив, чисто за да имаме реалност во врска со разговорот и муаветот и така било, но во најголем број на случаеви родителите мои биле слобода. Ме пратили во Америка да се школувам, јас сум благодарен за тоа. Не многу деца го имале тоа како можност на 17 години да отиде некој дете во соединетите држави да и да игра кошарка, затоа што отидов во Америка да играм кошарка и да се школувам. Тоа ми го дозволиле моите родители. Без разлика колку мајка ми наметнувала да свирам клавир, сакала да ја зголеми мојата способност за да можам да го имам тоа уживање во музиката. Без разлика колку и работи да не е убаво според мене да се наметнуваат работи ако детето има протест и отпор, тоа е моје мислење. Но од друга страна, гледате, секој од родителите, сигурен сум дека кога ќе видите у позадина имал некоја добра намера. Можеби од нивните работи кои што им се на нив направени со нивниот менталитет се однесуваат на еден или друг начин, на подобро или на полошо, секојаш според мене преовладува бенефитот во најголем број на случаеви. Секаде има некоја ситуација каде што некој нема да биде во најдобро светло дента или ќе направи нешто за кое што и самите можеби луѓе се туфкаат, што направив, дал нешто оставив како последица на децави и така натаму, но гледате, тоа се случува. Тоа се случува кај секој, но поентата ми е до нас што ќе прифатиме да го искористиме од тоа што околината ни го дала и што ќе кажеме ова не беше добар совет. Поради тоа што ме лимитира. Исто е со пријателите. Не сите пријатели се слобода за нас. Кога ќе влезете во некое друштво каде што имате таа чудна атмосфера на скриени непријатели и озборувањето, знаеш дека таму не си слободен, затоа што ставот кон тебе не е најдобар. Ако има некој човек став кон тебе позитивен, тој ти е слободен. Но во животот, поради тоа што секако ќе имаме препреки, мораме да се обкружиме со тим кој што ќе ни биде слободен. Поради тоа што животот сам по себе носи предизвици, животот сам по себе носи препреки. Што сакате да направите во животот кога ќе поставите цел, ќе излезат препреки? Околината ви дава слобода или самата околина непотребно станува препрека? Тоа е работата. Гледате, не може тимскиот играч да стане противник. Зашто ако тимскиот играч стане противник е проблем. Имав еден лајв кога зборував кога брачните сопружници се гледаат како надпреварувачи еден со друг. Може би текна, тој беше лајв пред 2 месеца. Кај што кажав дека не треба брачниот партнер, дечкото, девојката да се гледаат еден со друг во надпреварувачки дух, затоа што тогаш на некој начин се мини противници. А кога го имаме поддршката од околината, тогаш имаме слободата, тогаш и ние се чувствуваме по-убаво и се чувствуваме по-храбри да тргнеме да се соочиме со предизвиците кои што секако ќе има. Но ајде да се вратам на поентата, кога човекот е посветен, кога човекот има заложба за нешто, кога човекот има некоја цел и некоја визија која што сака да ја направи и он е одговорен за тоа, вели ова е моја, ја зимам како моја сопствена идеја, како моја сопственост. Гледате, ако мојата цел е ова нешто, јас сум тука до целта, што значи постојано ја сонувам таа цел и гледам како да најме решение да стигнам до целта. Ама замислите, имате некој човек што е тука во однос на неговата цел. Може би овој нема ни цел. Мајка му ја ставила и таку му оваа цел. Он не ја сака, овдека е. Он ќе има многу препреки. Он ќе ги направи. Во Америка викаат if there is a will, there is a way. Кога има волност, има пат. Патот доаѓа од твојата волност да ги видиш решенијата затоа што целта ти значи. Човек што нема собствена цел или човек што не ја сака целта или мисли дека беззначајно е да ја постигне таа цел, човекот ќе измисли препреки поради тоа што ја нема волноста. Гледате, волноста е одговорноста. Ја ако имам волен вработен, тоа е најголемиот благодет што го има една компанија. Волните вработени. Како да ја зголемиш волноста кај вработениот? Волноста кај вработениот е најголемиот ресурс кој што го има една компанија. Сега, ако човекот не знае како да ја промовира таа волност кај вработениот може да стане проблем.
Гледате, но сето тоа е во контекст на тоа дека гледате ова е дуален универзум. Плюс минус топло ладно, слобода, препрека. Кога ќе си зададете препреки и слободата е поубава, кога кидеш да извежбаш у теретана, па зар не ти е поубаво кафенцето, после тоа не чувствуваш поубава слобода, зашо си направил нешто? Па слободата ја чувствуваш. Некој човек што е млитав по цел ден, ништо не прави, по цел ден е по пижами дома, тој има слобода, ама не и се радува на слободата. Затоа што не е комбинирана со препрека. Затоа што не може да ја свати вистината на слободата поради тоа што го нема ограничувањето. Ако ја денеска цел ден работам, 15 минути на социјалните медиуми се преубави. Ама ако денеска цел ден скролам, не, поради тоа што премногу е раскашавено сето тоа. Затоа што мојта доаѓа од ограничувањето, реката е јака зашто има корито. Трни ги рамките на реката, трни го коритото, реката ќе се разлее насекаде, на никого не му е битна таа река. Затоа што и слободата е поврзана и го имаме низниното значење кога ние сами ќе си зададеме ограничувања, не да бидеме робови на некого. Но ако не сме етични, зашто што е етиката и одговорноста, рамка и граница, размислете, што е етика? Имате некој маж кој што има прекрасна жена дома, му се пушта некоја девојка или друга жена, он има етика, он вика ја имам ограничување, он ќе ја заслужи својата слобода дома, каде што нема да го има проблемот со својата сопруга. Сопругата, некој се додворува, она ги руши етичките ограничувања, нема убав живот после тоа, зошто? Поради тоа што има многу проблеми. Сега ќе дојдат нарушувањата, сега ќе дојдат ограничувањата од секого, зошто? Поради тоа што сама не си го вметнала коритото на етиката, ограничувањето, поради тоа што етиката значи ограничување, ама таа етика и тој морал, и тие принципи и правила, кои што се само по себе ограничување, ни ја даваат слободата. Некое дете кое што на час сака цело време да збори, цело време да збори. Што се случува? Обично него го викаат после тоа да каже нешто во врска со предавањето кое што го направила учителката, поради тоа што он сакал само слобода, не си ја вметнал етиката на ограничувањето да слуша. Затоа што гледате кога ќе дојдете на школа, дел од етиката и ограничувањата можеби не се слуша. Човек ќе слушаш, поради тоа што си таму и таму има правила на играта. Интересно. Ако етиката, што е себе вметнати на некој начин конструктивни рамки, за да не донесат до успех, етиката е коритото на реката. Ако тие немаш етиката, ако тие немаш дисциплината, не можеш да стигнеш до целта. Во Америка велат, секој ден мора да бираш помеѓу болка на дисциплината или болката на неуспехот. Болка на дисциплина или болка на неуспех. Болката на дисциплината е обстаночна работа, поради тоа што нема да се деси болка на неуспех. Луѓе кои што не ќе да имат болка на дисциплината страдаат од болка на неуспех. Што е болка на дисциплината? Етичкото ограничување. За да ја заслужиме слободата, мораме да си ја вметнеме етиката, која што само по себе значи мало, односно мало или поголемо ограничување. Но само така ќе уживаме слободата. Затоа што човекот кој што отишел неетичен, човек кој што страда од пороци, нема своја етика. Така, он сакал све да искуси, он сакал слобода, он сака све да проба. Човек у џунглата си. Зашто? Затоа што не си сакал да страдаш малку од болката на дисциплината и да речеш не, кога си требало да кажеш не. Сега, кога човек не ќе да каже не, кога треба да каже не, и кога кажува да на нешто што не е добро, тој иде надвор од своето корито, водава се разлева, настануваат проблеми. Настануваат проблеми поради тоа што самиот не си ја вовел својата етика. Кога човекот ќе си ја воведе својата етика, он ужива во неговата слобода поради тоа што прво самата совест наша не растеретува од неубави мисли. Човекот како битието само по себе етика, оно е етика и знаење. Етика и потенцијално знаење. Ние имаме некое знаење, ама со на дообразба тоа знаење се зголемува. Гледате, кога ќе скршнеме од етичните норми, сам на себе не си го даваш мирот. Кога ќе направиш нешто кое што не е добро, кое што знаеш дека не е добро, страдаш сам по себе, поради тоа што душата ти вика не требаш ова да го направиш, тоа е душата си ти сам си викаш не требаш ова да го направиш. Ама ако си ставил граници во тој момент, кога ќе си легнеш на перница, си викаш што убав ден, да се уживам сонот, да се уживам спиењево. Поради тоа што знаеш дека си направил се што си можел и се што си требал. Ја имав
Кога студирав медицина имав едно правило: дај се од себе и остави универзумот да ти изненади. Поради тоа што давав се од себе. Ја не се секирав ако учев цел месец и добиев 9, ама ако учев 5 дена и добиев 8, свикав, абе, да учев 15 дена ќе добиев 10, затоа што не давав се од себе. Кога човекот ќе даде се од себе, он после тоа ужива во слободата. Човекот кога ќе даде се од себе ужива во слободата затоа што ужива во својата чиста совест дека се направил. Ние мораме да имаме уживање, животот е направен и да уживаме. Ама луѓе, човек кој што цело време е даден само на уживање, тој не иде нигде. Затоа што дел од целата идеја на уживањето е дека ти мора исто така и да дојдеш до негде, совладувајќи некои предизвици во животот, затоа што тогаш уживаш вистински во, би рекол, заслужената слобода. Така да, гледате, има убавина во таа заслужена слобода. Пак ќе кажам, не од аспект дека треба да бидеме нечии робови за да он не контролира, но ќе станеме робови на околината ако сами не ја преземеме одговорноста. Неминовно е. Човекот нема да стане роб на било кој не зборам сега робови како земји кои што порано били и така натаму, затоа што тоа веќе горе-доле во буквална смисла го нема, веројатно во некој индиректна смисла се уште ги има тие не знам, геостратешки игри и така натаму, но поентата ми е, гледате, ако ние на индивидуална база зборам, ако ние си ја превземеме нашата одговорност, прво, нема да дозволиме никој човек да ни се меша во нашата игра. Но ако луѓето околу вас видат дека ти немаш пат, ако ти немаш цел, ако ти немаш собствена игра, што мислиш ќе се деси? Ќе ти наметнат. Така да, ако сакаш стварно да си слободен и да уживаш во твојата слобода и да уживаш во твојот живот, биди храбар да имаш своја цел. Биди храбар да ја кажеш својата приказна. Биди храбар да бидеш твојот главен играч во твојата режирана драма. Ако не, некој друг ќе ти изрежира. Биди главниот глумец, биди режисерот. Едноставно најди го театарот, а тоа е полето за игра, кај што сакаш да едноставно прикажеш твојата идеја за собствениот живот. Што е тоа што сакаш како печат да го оставиш на оваа планета? Планетата е тука за да оставиме печат. Знаете како у Холивуд на патеката на славните секој си има свој печат. Видите, оваа планета е патеката на славните. Луѓето кои што имаат храброст да бидат тоа што сакаат да бидат, да го постигнат тоа што сакаат да го постигнат, се главните играчи. Ево цитирам повторно филозофот Хабар за крај, вели: најголемата цел во овој универзум е да се креира ефект. Кој конструктивен ефект сакате да го направите вие? Не се плашете. Конструктивниот ефект кога идете да го направите, едноставно универзумот ќе ве поддржи, затоа што универзумот е тука за да ја промовира и да ни помогне во нашите етични реализирање, нашите етични цели. Ви благодарам што бевте со мене, се гледаме повторно во среда. Чао!